Се сеќавам дека еднаш некој ми беше кажал, оти во секоја голема слика има детали што ја јакнат незината вредност. Некои ги викаат точки на поврзување. Шаренило за окото. Јас денеска трагам по една слична слика. Слика на мултикултурниот мозаик на Македонија. Кој се е дел од него? Кучица е едно од последните планински села овде во Плачковица, кои што се населени исклучиво со јуруци. Тоа е дел од етничката заедница на турците кои што го градат мултикултурниот мозаик на Македонија. Денеска сум овде за да разговарам за нивната традиција, нивната култура и за начинот како тие успеале да го задржат сето тоа што значи еден нивен, карактеристичен белег на нивната традиција. Пред да дојдам овде, за јуруците има вслушнато дека се прилично затворена етничка група, која на тој начин ја негува својата традиција. А не треба многу за да се забележат нивните специфики. Се ми наликуваше како на една екзотична тајна на Македонија. Јилмас, кажи ми како е да се живее овде? На некој начин добро, ама има и кога доаѓа ред, се слоше живењето. Кажи ми, јас сум овде со една приказна за традицијата на овие луѓе, на јуруците. Ти велат дека оваа традиција на овие луѓе е една од богатството на Македонија во начинот на зачувана традиција, на негување на своите обичаи од со векови. Денеска се живее ли така? Ги чуваат ли традициите луѓето кои што значи како што живееле и пред нас тие турци и ние трудиме да ги негувате тие традиции. Да. Кај ќе одите се? Сега ќе одиме на дрва, малку за џамија да донесеме дрва и така. Па добро, ајде да дојдам јас вас, може? Може. Овој прв разговор со имамот во селото ми отвори еден друг поглед. Ова беше добар знак на нивна љубезност кон мене како странец, во кој веројатно препознаа искрени намери. На добар пат сум да откријам што повеќе за нивната традиција. Ова е последно село или има уште нагоре? Не, ама друго село има ли постало? Не. Има Радовишко. Тоа е Радовишко. 15 км. Ама асфалт натаму нема од ова. Мора од Радовишко. Тие продолжија во својата работа. Јас во мојата потрага. Јуручката традиција во Македонија е присутна повеќе од 7 векови. И денеска, овде под Плачковица, луѓето живеат со своите обичаи, своите традиции. Прататковината на јуруците е област во Кавказ, а од 10 век се преселиле во Анадолија, Турција. Во Македонија доаѓаат со османлиите во 14 век. Приказните се дека тие имале статус на евлади фатихан, или во превод, деца на освојувачот. Се движеле заедно со османлиската војска, бидејќи биле најревносни чувари на традицијата, најотпорни на влијание. Ги населувале планинските предели. Во ова село секој простор е важен. Со оглед на тоа дека станува збор за ридско-планински дел, погледнете, например, каде се наоѓаат пластениците за земјоделските култури. Има вслушнато дека јуручката носија кај жените не е променета повеќе од 1000 години.
Затоа морав да дознаам нешто повеќе за тоа. Добар ден! Добар ден, добро си дошол. Браво, како си? Арно. Рамис и Фајзија со задоволство ме поканија во нивниот дом. Колку време ви треба да направите една носија? Колку денови? Две дена. 2 дена? Материјалите од кај ги наоѓате? Туркија. Туркија. Zошто се боите карактеристични шарени? Што означува тоа? Eskiden daha nenelerimizden görmüştük öyle. Burada yörük güler, yörük biz. O yüzden böyle giyiniyoruz. Од каде имаш научено да шиеш ти? İngem vardı, ondan öğrendim. Колку време ви требаше да научите? Çabuk öğrendim ben. Görünce hemen öğrendim. Kim çabuk öğrenebiliyor, öğreniyor. Ben bir günde öğrendim. Навистина импресивно. Како тоа може да се вклопи во современиот свет, да речеме? Може кога човек сака, тоа може. Може, ја го памтам како дете, таа облека носи. Татко ми исто тоа кажуваше. Дедо ми исто го тоа кажуваше. Јуричката традиција што се разбира, тоа се разбира дека во планета со што живеелме на времето со сточарство, со Ден денеска е истиот начин на живот, така? Исто е, исто. Нема ништо промена, па има малку, нели? Спагаме доле, по ниските села сега веќе енус, ама малку касно сме остарали. А зашто например, велат дека се живее повеќе така затворен круг тип на живење? Не е точно тоа, затворен. Не е тоа точно. Ние секој, нели, пазар одиме, шетаме се. Некој вика, мажите го истегат, жените, тоа не е точно. Еве, мојата домакинка, слободна, она кај сака, може да се оде, шета се. Кој е газда у куќата? Па домакинка, газда се знае, газда, ма и 20 сме газди тука. Ама она е главата? Она е главната. Дома кој ќе ви дојдат на гости, како ги пречекувате? Сега, ансыз ден нели дојдете, ние чекаме, треба да се, да, кафе, не, турско чај. Турски чај? Турско чај и турско кафе. И турско кафе? Да. Afiyet olsun. Овој? Овие деца секое утро итаат кон осамената зграда на ридот над селото. Тоа е основното училиште. Добар ден, деца. Браво, како сте? Добри. Еве, дојдоха малце да ја видиме и да поразговараме. Образовниот систем денес, за разлика од минатото, има големо значење за оваа етничка група. Јас сум од прво до пето одделение како класен раководител. Помагаме се и со дечињата и после образованието, после работното време што е. Што правите после? На тие деца што им се нејасни некои работи, што не можат повеќе да онидуваат, и јас имам дечиња и со нив заедно, па и кај мене и дома, се консултираме за домашните работи. Колку деца има овде? Овде имаме од прво до пето одделение, вкупно 13 деца, што се разликуваат прво одделение 5, второ 3, трето 3 и така да имаме вкупно од прво до пето, паралелките са 13 деца. На кој наставен јазик, на турски? Јас предавам само на турски наставен јазик. Има наставници и наставнички што доаѓаат, колеги и колешки, што доаѓаат, предават и други предмети. Техничко образование, македонски јазик, англиски јазик имаме. Тука населението и народот исто така и децата, да ќе речам, дека толку се издржливи на секакви услови и на секакви работи, значи навикнати се да работат и што наследува од таткото, па сино, па од сино на внуците. Успев ја да го приметам, едва успев да се качам до школата, а деца веројатно секој ден и во зиме и во лето се качуваат, така? Да, и на дожд и на снег, и на секакви временски услови, они се спремни да дојдат.
Нивниот пат води кон дома, а мојот во нова потрага. Добар ден! Како сте? Иако јоруците дел од своите обичаи и традиции, особено номадскиот начин на живот го напуштиле, но во овие села се уште може да се најдат лица кои живеат како и нивните предци во Кавказ. Турско доаѓаат они, една време пешки, затоа викат јуруци. Што значи јурук? Затоа речи пешки доаѓаат, пешки, јурујереки. Што е традицијата на јуруците? Тоа е јуруците планина живее. Овај дел не го држи. Тоа, ладно. Тоа е само за градо, канцелариите, а тоа ки седнеш голгас трн не се седе. Мора да облечеш и да седиш на трн. Затоа е таква... Затоа таква носит. Врни, грни денеска ти идеш на работа, планина. Денеска, кажи ми, младите ја чуваат ли традицијата на од старите луѓе? Има некој така, ама слабо остава. Не. Има нешто, па така. Држи. Сега пат направи малку. Пат има. Една време товариме 2 товар дрва или 1 товар до Штип, дека 6 сат. Но каска 12 ки станеш, у сабале ки идеш Штип, па вечер ки дојдеш 10 сати. Денес, за разлика од пред 30 на години, јуруците се повеќе се отвараат кон светот. Тој процес, како што мене ми се чини, е двостран. Тие тргнати кон светот, а светот кон нив. Овие луѓе се вистинско богатство на мултикултурниот мозаик на Македонија. Оре Франца Верди, Дила Десека. Овие песни се дел од традицијата на Македонија речиси 2000 години. Го нарекуваат специфичен влашки мелос. Ние, од кога ќе научиме некоја песна, сознаваме дека преку песните властите си ја создавале и историјата. Значи, преку песната се зборува и нивното секојдневие. Секоја песна за себе кажува некој случај, некој живење, во однос на тоа како сточарите, како караваните патувале, како се селеле од место до место. Прво, многу е битно да се зачува јазикот, затоа што тоа има во многу училишта, кај што се изучува влашкиот јазик факултативно, се печатат книги со влашка азбука, влашки приказни на влашки, после има разни манифестации, кај што е влашки фестивал, деца учат во Крушево има школа за гитара, се организираат така тие курсеви. Власите денес во Македонија се етничка група која му дава посебен шмек на мултикултурниот идентитет. Од големите празници кај нас тоа е Стара Нова година или Василица или како се вика Местун Василие. Од сабајле се ставаше неколку зрна од пченица на ќумбето и ќе пукне зрното и за секој од семејството по некој зрно и сега ако пукне зрното на вратана, ќе има среќа. Ако пукне на запад, ти нема среќа. И така, тоа беше, мислам, тие обичаи. Баба Мили, фамилија најстариот член, правеше еден, тоа е влашка, на влашки процинта, тоа е еден вид на баклава. Од изгора, баклавата која се направеше, таа внатре се става паричка, се става прстен и се става клинец од подковица од конј. Од изгора се украсува со гранчиња мали од врва, се прави трло или мандра, се прави лик на овчар, се прави колиба, значи животот наш кај што се става од изгора на баклавата, на плацинтата. Обавезно за Петровден без јагне не можело ручекот да се замисли, тоа и основната денес била дека власите, и од кога ќе ручеле, излегувале на полјанката, со ора, барем по планините имало такви големи простори, со ора, со песни, се дури досна на ноќите го празнувале, 3 дена го празнувале тој Петровден. Иако тие се интегриран дел од современиот начин на живот, сепак нивните културни обичаи и традиции останале зачувани.
тоа е знаме исклучиво за веселби. Слобода е белото, знамето, сонцето со осмокрако сонце, наоколу еве ги видите звездите, па имаме наоколу е заокружено со трака која што кажува земјата, воздухот, небото и водата. Женската носија е исклучително многу богата носија. За жал денеска не може да е таква носија, пошто изработувале луѓе, порано кројачи, кај власите познати како рафту, доаѓале во секоја куќа и правил рафто, доаѓа и прави за деца, за секој, за цела фамилија прави носи. Материјалите за таа носија ги купувале од Солун, ги носеле. Тоа се све од сомот, од кадифе. И многу се богати, многу широки, убава е носијата, меѓутоа друга одлика на таа носија што при изработка на делови одредени од носијата се користат многу монистри и тоа со прекрасни шари. Трагајќи по мојата приказна, дознав дека во Македонија можам да пронајдам стотици различни културолошки специфики на етничките групи. Многу од нив со времето исчезнале, но многу ми направат и обиди за возобновување на традициите. Ова е една таква традиција. Шопите, специфична културна група, биле населени во североисточниот дел на Македонија. Од стари шопи, песнопојци собиравме стари песни кои ги издадовме, имаме издадено едно CD со наслов Етноризница, од стари позаборавени шопски песни и воопшто изворни народни македонски песни, и така собирајќи ги тие наши информации, дојдовме до една идеја да започнеме една традиција, организирање на шопска свадба по сите адети и обичаи, онака како што се правеле свадбите во минатото. Бидејќи по старата христијанска традиција свадби не се правеле помеѓу две богородици, ние за традиционално почнавме веќе 3 години поред, свадбата ја организираме првата недела после Голема Богородица. И тие, како и сите други, имаат своји специфики изразени преку обичаи, традиции и носии. Една шопска свадба во суштина изгледа многу весело, онака по шопски разиграно. Свадбите се правеле цели 7 дена. Секој ден си бил карактеристичен сам за себе. Еден од адетите е така наречен устршници. Устршниците биле луѓе кои имале убави коњи, соберени од околните села од местото каде што се правела свадбата, и во моментот кога таткото на момчето, одејќи во куќата кај невестата, откако ќе ја земат невестата, дава глас, излегува надвор од куќата, дава глас на устршниците дека земавме невеста, нашата куќа сега ќе брои еден човек повеќе, ќе има веселба кај нас, и во тој момент сите тие устршници, а тоа се во суштина луѓе качени на коњи, од тука ја започнуваат трката, значи трката оди од куќата на невестата до куќата на младожењата. Кој прв ќе дојде и ќе го донесе гласот дека ќе имаме невеста во куќата, значи свекрвата го дарувала со голем број на дарови. Трагајќи по спецификите на културните различности, јас дознавам за многу заеднички вредности, за многу поврзаност. Со раѓање на новороденчето се внимава во текот на тие 7 дена, се прави еден обичај кој се вика акика и кој е познат и кај другите припадници на исламската религија, каде во текот на 7 дена еден вид на курбан или жртва се жртвува. За жал, има и осуда кога збориме за овој вид на обичај, по два курбана за машко дете и еден курбан за женско. Во тие 7 дена е потребно и неопходно да шишање на косата на новороденчето, која ќе се измери на вага, и во таа грамажа ќе треба да се материјално процени за да се дарува на некого. Значи,
секогаш има нешто хумано и солидарно во тие обичаи. Карактеристично е после просидбата која се прави со карактеристично носење на кафе и шеќер во куќата на младата, каде се прави просидба со носење на дарови. Кога доаѓаат сватовите, прво треба да влезат група на жени од постарите од семејството на младоженецот, кои ги нарекуваме и познати се како јенџа или избрани жени кои достојно ќе се представат и ќе ги обават тие дарувања, каде што е интересен е обичајот на плаќање на откуп за младата пред да се изведе. Уште по-специфично е кога таа прв седнува во тој дом и се дава машко дете во скут, за да во смисла на она асоциација дека првото дете кое ќе се роди би посакувале сите да биде машко. Ете, 3 пати се свртува во скут и на тој начин као влијаеме. Што никако не се толкува ни религиски, затоа што тоа е асоцијативна магија на некој начин. Бошњаците се уште едно парче од мојата приказна за мултикултурниот мозаик на Македонија. Бошњачката носија и машка и женска ги носи главните ориентални елементи. Од материјалите кои се користат, секогаш се користи плиш и брокат кој се изработува со рачна изработка со везење, каде се користи и срма и она специфично во сите наши носи на Балканот е богатство со елементи кои имаат мотиви на растенија, никогаш не имаат некои човечки фигури, туку се чисто орнаменти, уметнички или изработки по фантазија или слободна фантазија на тој што изработува. Изета ми раскаже и за многу специфики на поврзаност меѓу бошњаците и македонците. Тоа и стиховито ми го представи. Бошњачко-македонска антитеза. Нити е Вардар модрiji од Рине, нити Кокино каменiji од стечака стиене. Нити врх Титов од неба више хвата, но што Маглич тај факат прихвата. Нити Марко Крале јачи може бити, кад се Джеđdele с Алијом почне дангубити. Нити е моја више од Ганича куле, колико е твоја кратовска од Туле. Нити од Бедема Новог Пазара видях Калабалог бит пазара. Во мојата потрага забележав нешто многу специфично. Жените се оние кои во основа се верните чувари на традициите. За приказните поврзани со носиите заминав кај македонците со муслиманска вероисповест. Носијата од долго време ваква постои. Ја како што су родена мајка ми, баба ми, прабаба ми, тапно ова носија е секојдневна носија. А носија имаме и посебна за празници, за свадби, та посебна носија. Сите в село вака. Девојчињата сеја помладите си носат ќе пантоли, ама кога се мажат во село, ќе носат ова носија. Ова носија постои во село наше. Шамлијата да, а носиме морат со киски ја правиме, овие рачно се работени. И сегој си ги правиме и си ги шиеме. А ова шамивчево го купуваме, купено есте. Од сен ваке шамлијава ми ја носиме и ваке, може, по нашки в село. Поќето ваке в село одет, по постарите. Сега веќе ми, како што сме навикнати, ни причинува задоволство. И поќе си ја сака нова носија ми е. Послободни се чувствуваме во ова носија кој сме облечени. Платното ќе го купиме и овие што го викаме гаќи, ние си ги шиеме. Рачно на машина и оја пештемал ми го викаме кај нас и оја си го робиме сами на машина. Набавуваме вуница и вуницата си ја платиме рачно со игли. Се е рачно изработено, ние сами си ги шиеме. Во Дебарскиот крај, носијата е една од најкарактеристичните. За разни настани има посебна носија. Ова е традиционална облека во нашиот крај, која ја облекуваме за свечени погоди, свадби претежно. Карактеристично за ова облека е тоа што е, да кажам, на еден начин единствена, уникатна. Ова се вика кошула, ова се вика елек. Тој материјалот е купен, ама ние си го изработуваме дома рачно. Ова се вика пештемал, кој исто така е материјал купен, но дома го изработуваме се што треба друго. Ние тука во Броштица ги викаме гаќи, ама ги викаат иначе кутли и ние сами си ги шиеме. Иако помладите девојки фатиле ритам со современиот живот, сепак, кога треба, остануваат верни на традицијата.
Ова облека ја облакаат невестите кога се мажат кај нас. Има, значи, исти делови како кај другата облека, како например кошула, само малце е поинаку дизајнирана. Има исто така срмено елече. Има, што е поразлично малце, е тоа бовчата. Таја ја носат кај невестата уште кога се вери со младоженецот и ја чува за да ја облече кога ќе се мажи. Има исто така и дебели чорапи кои се рачно изработени и се облекуваат само за невести и ништо повеќе. Интересно кај ова облека е тоа што има и други парчиња, како например ова марама, тие се викаат алтани, се ставаат преку глава и има уште еден дел кој се вика полтушка, кој е исто така рачно везен. Многу долго време ја носеле ова облека невестите и уште ден денеска се носи. Ова облека е од мајка ми кога била невеста, кога се мажела и нормално и јас кога ќе се мажам ќе ја носам истата. Слушајќи за приказните за носијата, бев љубопитен да дознам како од незен се изработува секој дел. Плетиме папучи, плетиме чорапи, шалчиња, джемперчиња. Све што постои, све рачно можеме да изработаме. Кога плетиме шалче, плетиме со 2 игли, а кога ги плетиме папучи и чорапи со 3 игли. И шарата не сме да се изгубит. Ако сгрешиш, ови ги викаме котолци. Еден котол е како сгрешиш, шарата се губи. Знаеш дека можеме да плетам? Ајде да видам. Оде ќе го свалиме ваке, оде ќе го пуштиме. Добро. Пушти го точката, ова игла ќе точкаш натаму и ќе го пуштиш. Скроз до крај? Да. И оиш во вториот. И се така? И се така, поред ќе. А многу живци треба, нерви треба. Ние веќе сме навикнати. И колку време треба да исплетете едно вако? Зависи. Па денес како почнеш и утре еден пар папучки ќе ги сплетиш. Пак уште еднаш? И девојкињата кои мажиме плетиме по 20-30 И ги спремуваме тие во чеизот им го даваме. И не само облеката, многу детали, природата, архитектурата, сето тоа е дел од специфичните културни традиции на овие луѓе овде во Броштица, под падините на Стогово. Првите податоци за Броштица датираат од 1509 година, за прв пат кога е запишано во кодот на манастирот Свети Јован Биговски. Се работи за 2 населби. Првата населба која што датира од годината која што ја посочив е Броштица, населена од православно население, а после тоа селото во кое што сега се наоѓаме, односно една посебна населба во близина на старото Броштица, е оваа денешна Броштица, која што датира исто така многу одамна, уште од османлиското време. Двете населби и христијанскиот дел, православните население и ова население национално се еднакви и исти, користат исти обичаи, исти обреди, ритуали и така натаму при сите пригоди, меѓутоа разликата е само во верската определба. Посебно би ставил посебен акцент на свадбата која што се прави во нашето село, бидејќи тоа е свадба која што исто се правила и пред 100 години, може би и повеќе од 100 години, не може би, туку со сигурност и повеќе од 100 години, а и ден денес. Тоа се за наша среќа свадби кои што траат повеќе денови, меѓутоа се навистина многу се интересни, изобилуваат со навистина многу обичаи, многу представуваат едноставно селска прослава, бидејќи колективна селска прослава, затоа што целото село учествува во самата свадба. Велат дека обично жените се чувари на традицијата, така ли и кај македонците и муслимани? Па да ви кажам право да. И во нашето село жените се чувари на сето културно наследство кое што го имаме до ден денес. Тоа се должи, се разбира, на отсуството на машкиот пол од селово, бидејќи селото е претежно печалбарски крај. Во македонскиот мултикултурен мозаик има уште многу приказни од истата страна. Не заборавајте, сите тие ги градат заедничките вредности. Колку повеќе знаеме за нив, толку повеќе стануваме поблиски.
Останете во добро. Следната потрага е следната недела.